спротива од мене, значи во студиото на Студент FM го имаме Владимир Битолјано, кој што е собственик на продавницата Бункер, кој што е стрип книжарница, односно книжарница специализирана за стрип. Здраво, благодарам на поканата. Кејф ми е што ќе направиме муавет малце за стриповите, тоа ми е секогаш добре дојдена тема. Така, вие сте единствена продавница во Македонија кој што дистрибуира стрипови, односно што е специализирана за тоа. Претпоставам дека има уште некоја книжарница плюс минус, но тоа нема таков тираж како што имате вие. Прашањето е како идејата да се направи Бункер, мотивот, се до тоа. Еве ќе се обидам на кратко да одговорам. Значи, прво мислам дека не сме прва, некои ми кажаа дека во 90-ти години имала некоја продавница, јас тогаш во тој период не бев тука, негде во аеродром се наоѓала. Што се однесува до другото, ние сме значи единствена во моментот специализирана продавница за продажба на стрипови во Македонија. Нешто може да се најде по книжарниците, меѓутоа тоа е онака релативно мал избор. Идејата за оваа работа ни дојде, значи нема некоја голема филозофија, чисто од љубов. Јас од дете читам стрипови, собирам, цел джепарлак ми идеше на стрипови. Некако природен развој на настаните беше да отвориме стрип книжарница. Кажете ми, вака се да ми објасниме на нашите слушатели, каде точно се наоѓа Бункер? Ние сме во централното градско подрачје. Кар најлесно ќе објасниме, значи ако кажеме дека сме Каши Рамтор, трите кули во средната кула. Постарите можда ќе се сетат дека тука имаше во таа кула порано познатата видеотека Ексалек беше. Значи ние сме буквално до Ексалек. Така, ова е за сите тие што се уште сакаат да прочитаат некој добар стрип каде може да се упатат и да се потсетат на својата младост до некаде. Но ајде сега дојдеме нешто да направиме еден мал муабет повеќе за стрип културата во Македонија, што е во камбек условно речено, значи што се враќа. Дали вас имаше на сајм на книга? Не, значи ние сме доста тазе, отворивме во август, сајмот на книга кај нас е некаде во април. Во април не го фативте. Не го фативме и не знам дали ќе го фатиме наредниот, значи се уште сме доста тазе, уште испипаваме некој пулс, па кој ќе направиме еден есап да видиме што се исплати, што не се исплати, ќе решиме што ќе правиме понатака. Добро е што стрипот доживува некој мини ревайвал кај нас и ние сме тука да помогнеме колку што можеме. Значи основни луѓе, луѓе кои што ја зачнаа работата се луѓето од Сдруженијето на македонски стрипови, кои што доста ги ценам работите што ги прават на некоја волонтерска база со голем ентузијазам. Ние сме само тука да помогнеме колку што можеме, како некаков катализатор. Чита ли македонската младина стрипови? Моментално. Тоа е тешко прашање, јас се надевам дека ќе чита повеќе. Генерално мислам дека за младите стрипот малку изгубен како уметност. Мојата генерација, значи во поранешна Југославија се знаеше луѓето родени помеѓу 60 и 80 година сите читаа стрипови. Сега е тој број доста опаднат, меѓутоа од друга страна ме радува што е на нашата Facebook страница, како што правевме муабет, профилот на најголемиот процент на луѓе што ја сакаат стрип книжарницата Бункер доаѓа од таа старосна граница помеѓу 18 и 24 години, така да тоа ми дава за право да верувам дека има надеж за младите и за стрип. Кој жанр е најмногу купуван од Бункер? Кој стрип? Прво ти кажам, стрипот е многу комплексна дејност, значи имам доста стилови, жанрови, така да секој ќе најде нешто што го интересира. Кај нас на овие простори, зборам генерално, секогаш превладувала италијанската школа, тоа се Бонели, јунаците, значи со кои што сме израснале, Загор, Текс, Мистер Но, па подоцна малце и Дилан Док, Марти Мистерија и така натаму. Ако збориме за младите, они сега повеќе го сакаат американскиот стрип, да кажам, суперхероите и нормално мангите. Ваше лично, што сакате? Кој стрип ви на многу сакате?
Која е вашата пасија од тие стрипови? Па доста, ја исто почнав со Бонели, значи после тоа ми беше она култен стрип Корто Малтезе, тоа е нешто што секој би требало да го прочита. Сега пратам доста така авторски стрипови, доста ми се допаѓа јужноамериканската школа, француско-белгискиот правец е исто она што ме привлекува, иако читам буквално се. Велите, Бункер е некаде од август месец, значи релативно нова, имала во 90-тите години некоја продавница, но не доживела некој поголем успех. Дали вие не ја знаете таа информација кога отварате Бункер? Во принцип таа конкретна информација немавме, меѓутоа знаевме од почеток со што ќе се соочиме и знаеме дека ова не е некоја високо профитабилна дали дейност. ги знаете ризиците во кои што може да ви најдат на пат, бидејќи Нешто знаевме, нешто не. На крај кога ќе се собраа сите трошоци испадна дека ова е прилично скап спорт, меѓутоа не жалам. Знаеме дека веројатно ќе можевме парите подобро да ги оплодиме ако вложевме во некој друг бизнис. Меѓутоа, како што реков пред муабетов да го водиме, тоа е од љубов и сметам дека ќе се врата тоа и средствата, дека нема тоа да биде нешто спектакуларно, меѓутоа ние сме задоволни и со помалци, значи не сме мегаломани. Каде се македонските автори од цела оваа работа? Македонија е доста плодно подрачје за што се однесува до стрип авторите и цртачите. Сега први да се оградам, значи јас сум сепак собственик на стрип книжарница, тука има доста покомпетентни луѓе од мене што можат да кажат за оваа тема. Меѓутоа моје лично видување е дека Македонија има доста автори, познати и признати и реномирани. Проблемот кај нас е како да искочат од, како да кажам, проклетството на овој мал пазар. Денеска, она што им се случува на авторите кај нас е да покрај тоа што треба да го нацртаат или напишат стрипот, што би требало да биде основна нивна работа, они мораат да се бават со технички работи, значи печатење, прелом, подготовка, а после кога ќе го завршат тоа, значи со сите проблеми од финансиска и друга природа, мора да пристапат кон продажбата, што е значи единствена основна работа ако сакаат некако да си го валоризираат трудот. Значи доста работи за кои што еден уметник не би требало со кои што не би требало да се мачи. Велите дека македонските автори до некаде се присутни кај нас. Има синдром, нели, извадија 6 броја. Кажете ми, прашањето ми е сега, дали мислите дека стрипот полесно е на нашите автори да го прават во електронска верзија или во напечатена верзија? Не сум значи многу експерт по тоа поле, јас сум она old school љубител на стариот стрип, значи хартија за мене незаменлива. Доста им помага. Дали мислите дека стрипот ќе изумре како стрип ако се префрли на интернет и на електронската верзија отколку напечатената него? Па не верувам. Секогаш ќе има една група луѓе која што ќе преферира да го има во рака, стрипа да го листа. Мене ми е тоа значи единствена опција. Иако немам ништо против да стрипот искача и во дигитална верзија, сега со некои нови техники тоа им помага и на самите автори при боење и цртање и така, немам ништо против. Мислам познатиот автор Джип Кирби има кажано дека во иднината ќе останат само оние монументални дела на стрипови ќе бидат во хартиена верзија, све друго ќе биде дигитално. Меѓутоа ја не би бил толков песимист. Бидејќи трошоците за изработување на дигитална верзија на стрип се далеко помали отколку навако, мислам дека, моје лично мислење дека финансиските услови се тие што ќе го донесат последниот збор. Па како да кажам, ја мислам и да и не. Еден нов тренд на просторите на бивша Југославија е да се издаваат условно речено луксузни изданија во мали тиражи кои што чинат повеќе и таа политика има свој одзив сега меѓу купувачите, значи се работи за претежно хрватски па и српски издавачи кои што печатат во некои мали тиражи околу 500 примерока. Изданија кои што по својот квалитет се
ona na svetsko nivo i izdanија кои што се релативно поскапи, меѓутоа има одредена група луѓе кои што го прати тоа и го купува. Секогаш ќе има, значи, некој кој што ќе биде подготвен да даде и поголема сума на пари само за да има Ја мислам физичката верзија. Мислам, да. Тоа не е значи некоја масовна продукција, меѓутоа луѓето си нашле некоја сметка имаат, значи чим терат веќе 5-6 година, значи дека им иде. Вие сте собственик на бункер. Како иде бизнисот до сега? Одзивот. Значи, кажавме дали читаат или не. Тоа е доста релативно. Може да се најдат на други места стриповите, но воглавно во бункер. Ме интересира дали има едина, има предпоставува. Па јас сум секогаш оптимист. Доста работиме храбрата од кога отворивме. Се уште е многу рано да се подлече некоја црта, меѓутоа има примери што баш охрабруваат. Ја сум го кажал ова доста пати. Првиот наш мустерија беше детенце кое што со баба му за рака дојде и си го избра стрипот што го сакаше, точно знаеше што сака. Тоа е мотото по мене некако на политикин забавник што искачаше порано. Мотото му беше за сите од 7 до 77 години, сега го променја за сите од 7 до 107 години. Значи, различни социјални слоеви, луѓе на различни возрасти, сите тие некако име единствен заеднички именител име стрипот и тоа ми дава за право да мислам дека има некоја иднина стрипот. Значи дека не е само онаа генерација на која што јас си припаѓам што ќе купува стрипот. Интересно е тоа што каже дека првиот ваш муштерија било мало детенце кој што купило стрип. Јас искрено предпоставувам дека ќе биде некој постар што е стрипофил до некаде што чита, но ете, тоа до некаде и дава, што рековте вие, надеж. Дедето се врткаше околу дуќанот пред да отвориме неколку дена и значи беше онака баш цело време, значи претпоставам дека живее тука негде блиску. И чекаше, прашуваше кога ќе отвориме ден, така кога отворивме можда после 5-10 минути со баба му за раче си дојде, си избра, си пазаруваше, све коректно она. Се надевам дека нема само тој пат да му биде купување, се ќе продолжи. Да. И ќе има услови за понатаму. Дали мислите вие дека стрипот може да достигне ниво на мејнстрим на носечка до некаде култура, како некоја што било да го врати својот поранешен сјај? Па добро, не би рекол дека е тоа, не би ни сакал да биде некој мејнстрим затоа што јас мејнстрим е по дефиниција некој збор од кој што јас се ужасавам. Меѓутоа да ја развие свеста на луѓето, да им даде шанса да прочитаат, погледаат и кој што сака, на кој што му се допаѓа да се одлучи за стрипот, тоа би сакал да во секој случај да биде во поголеми размери него што е сега во моментот. Во ред, мило ми е што одвоивте време за Студент ФМ да поразговараме малку за стрипот и за бункер. Драги слушатели, Владимир Битолјанов, го слушавте на Студент ФМ, имавме разговор на Разбури се. Благодарам многу за поканата, секое време реков муабетот за стрипот е секогаш нешто што онака ми прави посебен кеф. Ето така, нешто што би можеле да им кажете на вашите читатели, на нашите слушатели, нешто за стрипот што ќе ги охрабри да читаат понатаму? Па ја размислував, можда заборавив да кажам за влијанието што стрипот го има направено кај мене. Значи, јас преку стрипот почнав да читам книги. Без разлика што училиштето ми наметнуваше лектири и некои други работи, јас први почнав да читам стрипови, па после се разви интересот за книги. Со нашиот познат писател Благоје Иванов, он е 31 годиште, имам правено муабет, он научил да чита преку стрипови. Значи, и тоа некои стрипови за кои што ние не знаеме од тоа време, Лорна, Дун и така. Значи, за сите различни возрасти стрипот одиграл нека позитивна улога. Мене стрипот како мал првпут ми долови што е правично, што не е правично, што е црно, што е бело, на многу попластичен, многу допирлив начин до мене, отколку што тоа може во тоа време да го направат училиштето, родителите и така натаму. Еве, тоа би го кажал за крај, тоа е моја една мала лична опаска за влијанието позитивно на стрипот према луѓето.
Значи, кога би сумирале е да читаат, само да читаат и само да читаат. Апсолутно. Ете така. Повторно, драги слушатели, го слушате разговорот со Владимир Витолјан, собственикот на продавницата Бункер, односно стрип книжарницата Бункер.